Неговата земја е опишана како предстража на тиранијата, а неговото 23 годишно владење како диктатура. Сепак авторитарниот лидер на Белорусија, Александар Лукашенко, доби покана за самитот во Брисел. На крајот тој реши да не дојде, но во очите на Европската унија, оценката за човековите права во Белорусија доволно се подобрила, па Лукашенко заслужи покана, негова прва од одржувањето на самитите во 2009 година. In the past, he was on the travel ban list. The EU decided to lift most of the restrictive measures in response to certain developments that we have been seeking, including the release of the political prisoners. Белоруската економија и снабдувањето со енергија се длабоко поврзани со Русија. Земјата, која ќе биде представена во Брисел од шефот на дипломатијата Владислав Макеј, мора да ја балансира својата зависност од Москва со обиди да изгради посилни врски со Европската унија. Самитот, спонзориран од Европската унија, има за цел промовирање на западните вредности и трговијата со 6 источни соседи на унијата. For instance, extension of the Trans-European network. So having highways, railways to these countries and from these countries is connecting these countries to Europe, to the European business opportunities. Од последниот состанок на источното партнерство пред 2 години во Рига, Азербејџан и Арменија се судрија околу спорната територија на Нагорно Карабах. Во борбите во 2016 година загина војници и цивили од двете земји. Пред состанокот во Брисел, извори на Европската унија велат дека двете страни воопшто не се согласуваат околу текстот на конечното комунике од самитот во врска со конфликтите во регионот. Ерменскиот председател Серж Саркисјан сепак се фокусира врз нешто поголемо. Тој очекува на самитот да потпише сеопфатен и подобрен одговор за партнерство со Европската унија. Հայաստան Եվրոմիություն օրակարգում կարևոր տեղ է զբաղեցնում մարդկանց միջև շփումների խրախուսումը. Договорот во голема мера е символичен, но е важен чекор за безвизен режим со унијата. Тоа веќе го имаат Грузија, Молдавија и Украина. Сепак она што најверојатно нема да биде на маса на самитот е секоја дискусија за потенцијално членство на овие земји во Европската унија.